Здраво на сите, добре дојавте во ново издание на подкастот Пресинг на спортскиот портал Екипа МК, најдобриот спортски портал во Македонија. Повторно сме тука во Бир Гарден, местото кое што испишува историја со секој поминат ден, тоа што се собрани сите македонски спортски легенди, единствено такво место во Македонија, а токму таква легенда имаме и денеска за гостин, човекот кој што е омилен кај сите во Македонија, и кај македонци, албанци, роми, власи, турци, бошњаци, и човек кој што е еден од ретките македонски спортисти кој што нема влакна на јазикот и секогаш го кажува тоа што го мисли, иако можеби во некој момент не е и најпопуларно, но е реално. Голема чест и задоволство ми е тука да ни е гостин легендарниот македонски борач, освојувач на 2 медали од Олимписките игри, Шабан Трстена. Добре дојде, Шабан, и се надам дека ќе имаме убав разговор. Добро ве најдов. Еве, вие рековте дека не сме во една спортско студио, него сме во една историски што нема ни Европа. Ово што го направи ова собственикот на ова ресторантот, Бир Гарден, и една пофалба, мора да кажам, за и Роберт Спасовски што го направи ова идејата, рековте вие сами, една изворетна македонска спортска историја што стварно нема во Европа. На место да го направи Олимписки комитет, го прават овие приватни. Ова историја што рековте вие, сите легенди што се бореле од почеток до денешниот ден, тука се во ова историски музеј во Бир Гарден. Што да кажеме сега за ова? Стварно ова е изворетно. Треба да се срами Олимписки комитет. Ово треба да го направат тие одамна, ова историја на спортот. Знам дека често доаѓаш тука и приватно, побудува ли некои посебни чувства тука кога ќе доеш, кога ќе ги видиш сите истакнати дресови твои, дали те навраќа во минатото? Па ја викам да реков јас, нема во Европа. Ја многу сум ги видел, сум го посетил и другите музеи во другите држави. Али ова што ние го правиле овие е изворетно. Ова има све. Секој македонски спортист што учествувале на Олимпијада, што учествувале на светско, на европско, на медитерански, на меѓународни турнири, играчите што играле на разни екипа во Европа, ракометари, кошаркаши, фудбалери. Значи сите се тука е во една ова спортска музеја. Тоа е изворедно. Нема, кажав ја уште еднаш, вакви квалитет, вакви убаво сликано од дресов, патики, еве медалите, дури јас и медалите копија ги ставив тука, само за да ги стават, да ги гледат младите генерација дека имавме ние резултати, имавме што да кажеме и на туристите, да видат дека стварно една мала држава може имал што постигнал големи спортски резултати. Кога сме веќе кај медалите што ги спомна, имаш 2 медали тие најголемите од Олимписките игри 84-та во Лос Анџелес и 88-ма сребро во Сеул. Ме интересира, еве, медалот си го освоил на 19 годишна возраст и се уште си најмлад освојувач на златен медал во борење на Олимписките игри. 42 години никој не може да гурне твој рекорд. Од денешна гледна точка, дали уште чувствуваш гордост за тоа? И многу пати вака, кога ме прашуваат, не може да верувате на ова година, сега на ова што сум на 60 година веќе, не можев да размислев дека јас сум бил тој, детето од една сиромашна фамилија, една сиромашна услови, да постигнам тоа што рековте уште денеска со 19 години. И 41 година пројдел, големите држави, замислите какви услови имат тие, да не ги спомнам сега, светот, уште не може да излегуваат еден млад борач, млад спортист, да го освојат со 19 години олимписки медал. Значи, колку е тешко. 41 година пројдел.
А јас, реков пред месец, се чудам како може една дете, тоа една мала држава, да го освои тоа рекордот најмлад олимписки победник. Тоа е да зборувам ден и ноќ. Не може да го сватите како се чувствувам јас. И ме прашува сите и другите новинари од светот, кои идам надвор. Ова прашањето ми го прашува. Како успевте вие да бидете олимписки победник од 19? Немам што да ви кажам. Не знаеш. Немам. Со работа, со дисциплина, со жртвување, дојдав до ова. Дури ја не сум знам дека сум најмлад. После 3-4 години разбиравме дека сум најмлад. Да. Значи, еден спортист иде, се спрема, иде на такмичење, иде за да победи. А што има да се случува тоа, после покасно, касно ќе го разбираш. Затоа тоа е многу голем чувство, учествувам еве на ове старите години. Е голем гордост. Сами кажавме дека помина 40 години, тоа се 4 децени, тоа се 10 олимписки циклуси, но се уште кај тебе не само денеска, туку и општо на сите гостувања ја гледам таа жар. И кога зборуваш за тие моменти, како успева после толку години и дали е тоа од ликата на големите шампиони, ти мислам дека сега гледајќи те кога го објаснуваш ова, комотно можеш на душето да застанеш и борба од тоа што те носи моментот кога ќе се потсетиш на тие денови. Види, јас веќе зборувам 30 години од кога завршував мојата спортска кариера. Зборувам мотивација, зборувам за младите, зборувам да научат нешто. Зашто го зборувам тоа? Прво, мора да ви кажам, ова сум го кажал, ама стално ќе го кажувам за да го разбираат тоа младите. Јас кога има 15 години, ја бев у Русија тогаш на припреми, кога тука се одржуваше светско првенство у Скопје. И како млад на 15 години, Бог да ги прости тие моите тренери, селекторот Насев и Јаростинане, ме земале на припреми, замисли 15 години сум имал, за сеньори во Русија, тамо бевме многу месеци дена. И као дете, као еден млад борач, вриеше кај мене. Зашто само русите се шампиони? Еден дете, 15 години, тамо све светски, олимписки, европски, све големи шампиони. Зашто само овие се шампиони? Од 10 категорија, 7-8 златни медали, или на европско, на светско, олимписки. И другите сребро или бронзен. Од каде ова? Која нација се овие? И јас, еве сум пред вас, земам раците на шампиони да ги пипнам. Што се овие? Да не се од другата планета? Немогуче, само овие шампиони, сите категории. Верувајте, млади спортисти, кога дојдав јас тука, после 3 месец дена, во ова сиромашна мала, во ова сиромашна држава, реков дека ништо нема разлика меѓу мене и тие. Само дисциплина, работа, жртвување. Ништо друго. Ама баш ништо нема разлика. И јас сум еве пред вас, сум кажал и на емисија и пред русите. Да. Тие ме прашувале, од каде ти толку сила да не победиш нас? Кога не беше Македонија многу шампиони? Нема. И му рекол, вие сте криви. Вие сте криви. Што јас ме победав. И се чудат како и ние сме криви. Тоа што реков дека ме терале, дека нема разлика меѓу мене. Дојдав овде и почнував да кажам, јас ќе тренирам, ќе бидам дисциплиниран, ќе жртвувам и ќе ви победам сите. И така се случува. Слушате, нема разлика. Немој да мислите, ние не можеме со русите, со американци, со јапанци. Тие се големи, имат услови, имат држава, имат разни услови. Ништо нема разлика. Еве, јас сум пред вас.
10-12 години има што јас сум ги победил русите. Иранци, бугари, јапанци, најголемите светски сила. Замислите, еден сиромашен дете, од ова држава мала ги победи сите. Значи, нема разлика зашто се тие светски сили. И сега ме прашувате како учествував. Наравно дека учествувам гордост. Се учествувам гордост. Не е само една победа, не е само една овие двете медали. Од овие две, да дојдам до тука, мене ми требаше да почнам од 82 година. Мојата почнува од 81 почнува. Реков кога дојдав од Русија, почнува одма првите резултати. Стана балкански првак, државен првак, после 2 години стана медалист за сеньори. Зашто викам јас стално, мене не ми удри славата во глава. Ја бев балкански шампион за пионери. Ама сватив дека не е тоа резултатот што треба да стигнам кај се русите, кај се олимписки шампиони. Со пионерски со кадети не може да стигнеш. Тие се првите кораци за сите спортисти што те дават мотивација да постигнеш и големи резултати. Јас не останував со пионерски. Ја не спиев, ја не се гордев со ове. Реков дека и ове не е задоволен за мене. Исто моите тренери така бил. Почнува одма, 82 светско првенство за европско првенство за сеньори. Европско првенство за сеньори. Замислите, 81 бев у Русија, 3 месец дена припреми, после година дена, колку тренизи сум работил. Колку жртвувања, после 7-8 месец дена. Првето медал дојде на Европско првенство на 48 килограми. Почнувам млади спортисти. Од пионерски, одма младински, балкански шампион бев после 81 кога бев пионерски, балкански за сеньори. После дојде ово Европско првенство, медалист на Европско првенство. 48 килограми, 17 години сум имал. Начна убава тема со големината и со се останато. Ете, си успеал да ги победиш русите во тоа време буквално без никакви услови. Дали сметаш дека во денешно време премногу се форсира тој муабет дека ние сме мали, дека не можеме со големите земји, значи постои талент, постои работа и тоа е мислам максимум. Ако беше само до големината, па Индија треба да биде велесила во секој спорт, така. Зашто тоа се потенцира толку во денешно време дека ние сме мали, дека немаме услови, дека не можеме? Па кои услови ги имал Шаван Трстена во 80-ти години? Па виде, реков пред месец, јас слушам сам. Јас сум слушал и порано и денешно ние не можеме, реков и пред малце. Извадите во ова памет, бе. Немојте вие што ја водите ова децата на вашите раце. Немој да ги научите вакава. Еве зборувам пак за услови зборуваме. Нема општа разлика. Стварно ништо не сум имал. Не сме имали ни спортска сала, не сме имале баш ништо не сме имале. Сега имаат сите бе. Сите имаат бе, секој село има бе спортска сала бе. Секој град бе молам бе. Некој вика па нема загревање, топлина нема. Па јас сум имале топлина, па ти не идеш да се грееш тамо. Значи со движењето, со тренинг, телото ќе се грее. Ако еве случајно викам дека нема парно, јас опште не сме имали. Сме тренирали у Сарај и тоа све. Сме тренирали у Тешево, у Подрум, не е тоа спортска сала. Од Тешево исто не е спортска сала тамо. Ове три градови, Сарај, Отешево, Крушево, тука бил за нас. Не бевме ние у Америка,
или на другите држави. Све од ова малата држава дојде ова големите резултати. Све. Значи, денеска има све, кажете, ве молам. Кој град нема спортска сала? Точно. Кажете, ве молам, кој општина не помогна спортистите? Кажете, една дека еве не помогна. Дури, знаете, сите почнува, првиот почнува од Бутел, градоначалникот Дарко, почнува да дава посебна стипендија за сите спортисти. За сите. 150 спортисти, што се индивидуално најталентирани. Сега почнеме и другите општини дават. Па агенцијата, министр, сега стана министр за спорт, исто тука помогнува. Кажи ми, кој спонзор не помогнува спортистите? Таде, еден нека кажува. Ние организираме изворетно турнири за пионери кадети. Изворетно. Да видите тамо, цела држава е тамо. Да кажеме сега, например, што да зборуваме сега, еве, наместо да зборуваме за други спортисти, што ова година ќе биде сега за неколку дена, недела ќе биде спортист на Македонија. Што да зборуваме? Какви резултати? Наместо да зборувам дека ај свака му част, еве еден македонски спортист освоил медал на европско, на светско, треба да зборувам за иднината, како успеевме ние, како дојдевме ние. Каде Црна Гора, кај се Хрвати, Срби, Косово, замислете, Косово има 5 медали, ало. Олимписки медали има. Дај да го сватиме ово озбилно. Кога може тие, зашто да не можеме ние? Што не фали нас? Што не фали нас? Аде, ве молам, што не фали? Каде ја грешиме? Па грешиме тие што ја водат. Нема систем. Без систем не функционира, ништо не функционира. Се фалат, гледам, пратам, читам, тука јадам, пијам, сите тука во една мала. Гледам дека професорите од физичка култура, па аде вие што завршевте факултет, што завршете академија, аде помогнете на спортистите. Аде да освоиме олимписка норма. Ако не се способни тренерите, вие помогнете. Идете, гледате, пратите. Зашто не идеме напред? Со лажни патриотизам не се иде напред. Со лажни титули не се иде напред. Ние уживаме за пионери. Идат Србија, Косово, Албанија, Београд, тамо, пионери. Све уредове, сите сме били, јас сум бил пионер. Ама што правиме после? Кога расте на младинци, за сеньори после, тука губат. И каде е проблем? Значи ти 10-15 години финансира парите на држава и наеднаш ти пропадне. Ве молам. Ајде да видиме тука, нека помогнете професорите. Нека докажат, а не само да излегуваат у телевизија да се фалат. Ние работиме. Баш ништо не работите. Само се пофалите. Зборувам за големи спортски резултати. Не зборувам за здравје, не зборувам за пионери, не зборувам за рекорд на Македонија. Голема работа скршил рекорд на Македонија, државен првак на Македонија. Голема, држава, многу. Све уреду тоа. Ама не треба, немој да мислите дека сте го постигнале врвот, ало. Ова мора да ви кажам, виде, мора да ви кажам. Јас реков почеток, првите медали на светско првенство, после 3 месец дена, требаше у Канада. 48 килограми сум имал. Тогаш скинав само 4 килограми 5. Ама за еден млад дете пак многу е. И сега замисли, верувајте ова, касна авионот многу у Београд. И сега требаше за Канада, Едмонтон да патуваме, 9 сати со авион. Ама касно многу и беше ризик дали ја ќе успевам да кинам тоа килажата што ме останува.
кило и нешто. Зашто ти не идеш директно со 48, зашто е голем пат. Да. И у авион од страв дека зашто каснеме многу, може нема да стигнеме точно на мерење на вага. И у авион сум тренирал. У авион земав шушкаваци, рукавици, у авион големите авиони, джамбоджети, големи авиони, Зоран Шол ме помогнал. Само страв, разбираш, жива вода станав. Обште не ми беше гале, што е 17 години дете. Само да стигнам на време, да стигнам точно на вага, да не исплашам да имам 100 грами повише. Фала Богу и така се случува. Зашто да тргне авионот на време, ќе имавме време тамо све, разбираш ли, да го регулираме килажата. Ама ова е кнап, тесно. И успевме. И после, првата борба, знај кој ми беше? Првата борба е, што викаме ние, дај Боже Господ, имам среќа јас, да едам еден слаб противник. Ова што е пред вас, почитувани млади спортисти. Чабан Трстена никогаш у живот немал среќа во спортот. Никогаш. Ама знаеш што, никогаш, до последна карерата што ја завршил. Првото коло со русинот. 4 пати светски првак. 5 пати европски првак. Прво коло. И знае колку изгубив? 2-1. Знаете дека и денеска јас се радувам, јас сум победник на тоа борба. И денеска, еве на ова година, викам јас сум бил победник. Зашто еден дете, 17 години, губи 2-1. Не е случајно што викам ја, немој да се откажете. Без обзир кој е, каква титула има, бори се до последна секунда. До последна секунда, 2-1, со еден голем шампион. И тоа голем гордост беше. И губив, викам јас сум победник. Второто коло, знај кој ми припадна? Европски првак, нели бев јас трет. Лазар Биро, унгарезот. Второто коло. Првата рунда, оне водеше 8-2. 8-2 водеше првата рунда. Луди, 8-2. Европски првак према 1, 17 години. Знај колку заврши втората рунда? Не може да мислите. Не можете, не може. Се чуде цел свет. И пишува, и денеска ги гледам тие новините, светот се чудеше. Како еден млад, втората рунда да победи 18-10. Замисли, европски првак, првата рунда 8-2 водеше. Јас уште 3 минути ќе бев во публика турист. Ама не, ќе давам све. Променевме стратегија со селекторот Насер и успеевме 18-10. Луѓе, 18-10. После, по ова победа, станав на игра. После ми дојде олимписки шампион од Москва. Олимписки шампион од Москва. Трета борба. И тука го победив. 5 победи имав до бронзен медал. Ова бе, млади спортисти, вака треба да бидете. Кога јас можав тоа време, зашто да не може и денеска? Денеска имате све. Еве сега бев пред некој ден бев да видам борење. Какво опрема имат, какво немогуче. Деца, какво опрема, какво патики, какво дресови. Ја не сум имал ни тоа бе. И тоа не сум го имал. Ама волята за успех беше превише јака. И замисли сега, се вратам, овде, еве, овде у Скопје, никој не ме чека. Никој бе. А забраво ова, 83-та, пак, европски медалист, 84-та, пред да бидам олимписки шампион. Ја бев европски првак. 84-та зборувам сега. Нели вика сега,
Затоа понекогаш треба да биде љубоморен во душата, ама позитивен. Знаеш ли, да бе сакам подоброто од Подобар Павле, суманир. подобро од Исен. Сакам бе, брате, ама со позитив, со работа, не само со уста, да ме мрзиш. Не мрзи го со резултатот. Биди љубоморен да го победиш со резултатот. И станав европски првак. Никој не ме дочека, ама никој. Ама после 4-5 месец дена требаше олимписки игри. Оке, заврши ова е символот на спортот. Кога се вратив као олимписки победник, почнува народот да зборува, има среќа, зашто не бил русите, не бил бугарите, не бил тие другите, затоа он освоил медал. Замислите, Адо. И тоа е позитивно за мене. За мене е позитивно. После 4 години направивме голема стратегија со селекторот на себе и мој тренер. Двојца поконити се, Господа ги награди во тој другиот свет, една изворедна стратегија. Како да го браниме, како да освоиме медал. И така, господине, 4 години трениравме, 4 години жртвувавме и дојде времето за Сеул Олимписки игри. И тука, слушате добро, омлади, јас веќе зборувам, 30 години зборувам, и тука се спојува сега, нема више Русија и американци ова, све заедно тука, све. Најголема, најјака беше Олимписка игри во Сеул. Сите дојделе, сите комплет. Пошто во Москва не отиделе американците, европеците, сега тука. И тука, ова што е пред вас, што реков, се спремав, знам дека е друга конкуренција. Иако јас што ги победив на Европско првенство, ги победив јас на Европско, ама пак народот зборува дека не бил тамо. Дојде време на вага, со твој рака ќе го влечиш твој среќата, жребкот. Што да гледаш, брат? Што да гледаш, брат? Руси кај мене, американци кај мене, бугаринот кај мене, турчинот кај мене, иранците. Овие 5 се кандидати што треба да освојат олимписки медал. Све кај мене. Ти еден не можеш, а комо 5. Затоа, кога си спреман, ја не отидав ја да се сликам, да се пофалам, дека само Олимпијада сум бил. Жртвав 4 години. И почнував еден по еден, ама еден по еден. Еден. 7 борби имав до финале. Све еден по еден ги победив и бугарин што е 7 пати светски првак. Со голема разлика. Не како што изгубе 2-1. Со голема разлика. Сите овие што реков 5 кандидати со голема разлика. Зашто ги победив јас со голема разлика? Те прашувам тебе како спортски новинар. Зашто ги тепав јас? Па веројатно поради тие 4 години што се си жртвувал за тој ден. Друго ме интересира, речеш, кога си дошол со овој златен медал 84-та, зависта била голема и љубомората кај луѓето. Кај го имаме тој порив во Македонија, пошто сум разговарал со голем број големи спортисти како тебе во Македонија и сите истото разборува. Што си поуспешен, повеќе имаш луѓе кои што ти љубоморат. Зашто е тоа така? Зашто немаме поддршка едни кон други? Ти кога и да изгледаш за сите спортисти имаш поддршка и да има нови олимписки шампиони во Македонија. Зошто го имаме тој проблем во нашата земја? Ја верувам дека секогаш во светот е така, но едно е ти да си, не знам, американец, да си русин, да си кинеси, да има секоја олимпијада по 100 медали да се освојуваат, па да има големо ривалство и во земјата, но ние тука сме 2 медали во 30 и колку години сме веќе независни, 34 години. Па види се, пак треба да ги зборувам сега повторно. Е чудно, свана чудно, што викат Македонија светска државна чуда, и во спортот е исто така.
Чудно е многу. Све имат, бе. Све имат. Види, реков дека има светски има големи спортисти. Резултати, медали немаме. Немаме многу. Зборуваме сега, еве, реков пред маце, што да зборуваме сега од независна Македонија? Што имаме? Аде кажем, што има? Аде кажете, моли вас. Имаме 2 медали од Олимписки игри, едно 4-то место кошарка, едно 5-то место раковет. Па сега, те веќе молам, зборуваме сега за медали. Имаме еден од македонски спортисти. Еден имаме. Од Дејан, од Токио што го освои. Друго немаме. Дури немаме олимписка норма, бе. Немаме ни светско, ни европско, ни ништо нема. Имаме само балкански и медитерански. Дури немам ни медитерански шампиони немаме. Јас сум бил 3 пати поред медитерански. Дури да не беше Дејан, кога беше сега последен медитерански, ќе останеме без медал. Значи, не сме толку и за медитерански игри. Македонски спортисти зборува. И тука не е случајно што реков, мора да има систем, мора да дава све. И професорите што се фалат дека работиме, правиме, не правите ништо. Слушате ми, добро збор. Да правите, ќе има олимписка норма, ќе има светски медали, ќе има европски медали, а не да бидеме последни. Еве сега бев на светско првенство, ги видов, после 25 години. Не можат ни еден минут да издржат, бе. Не можат ни еден минут да издржат, бе. А тука се фалат дека европски прваци се за пионери. Ве молам, дај да се свестиме. До кога вака? Слушај, ова што зборувам за вас. Кога ќе дојдете дека нема да можете, после ќе кукате. Јас сум тренирал цел живот. Види, мене не ми припада спортска пензија. Не бе, ти опште не си тренирал. Ти си тренирал да губиш време, за твој здравје. Да не седиш дома само. Ти ништо не си тренирал, бе. Ти опште не се интересирал да стигнеш врвот, бе. Еве така се случува. Зошто е тоа така? Недостигна квалитетни тренери, недостигна мотивација, недостигна, не знам, едноставно не се доволно психички подготвени во главата. Еве вие, као спортски новост што вика сте имал ова, зашто не си прашал? Чекај, ова не е тоа што треба да бидеме гордост. Еве вие прашате. Па веројатно најголемиот проблем е тоа што прашате, еве, кога ќе дојде, прашате, чекај, вие се фалите 5, 10, ова, јас сум еден, слушав јас, еден млад, толку, мене ми е срамо да зборувам вака. Толку сум работил јас, толку под јас, дадав, све дадав, живот ово, викам. Само за првак на Македонија. Замислите, ало, ама тој не е крив, тие што ја водат. Толку зборува дека стигнал врвот е. А зашто? За првак на Македонија. Како е можно да имаш толку самодоверба со титула првак на Македонија? Тоа уште не можам јас да тоа ја разбирам. Тоа е веројатно и талент некој веќе Шабан, не е само ти да можеш да имаш самодоверба дека си првак на Македонија. Јас би сакал таква самодоверба да имам во животот. Слушај, ама тоа сакам да ти кажам. Не знам како размислат тие дека многу давал труд, многу работил, многу жртвувале, многу за првак Македонија. Дај бе, биде малце свестен бе, ало. Биде малце модест. Да, толку јас можав. Толку Господ ми даде, толку можав јас, разбираш ли? Ама не многу бе, не си жртвувал, бе, Јас сам еден од тие. Ние што жртвавме на тешки услови и освоевме 19 медали имам јас. Само на европско имам 8-9 медали. На европско. А на државни првенства?
Кога ме прашува за државно првенство? Кога некој ме прашува за турнир? 42 турнири имаме. Па требаше ги донесеме тие медали овде и да ги сликаме тие. Види, јас сакам ова што зборувам да го разберат младите. Разбираш ли? Млади да го разберат дека не губите време на лудо. Идете сериозно да мислите, ако сакате да стигнете нешто. Ако сакате, зашто спортот ќе тече и после мене. Ама каде сме? Каде ќе бидеме? Еве сега ќе биде сега, реком пред почеток, спортист на година, секој година. Секој година. Со кои резултати ние ќе гледаме? А веројатно балкански првенства и... Аде, со кои резултати? Еве, јас сум 7 пати, 13 пати сум спортист на град Скопје. Ама со големи резултати. Не пионерски. Не младински. Убаво го спомена ова, дали може би имаат и родителите некоја вина за сето ова, бидејќи други разборат, бидејќи се премногу амбициозни и премногу сметаат дека нивното дете е најдобро со притисоци, праење со се. Да се вратиме тебе и твоите почетоци. Ти многу пати си зборувал дека си криел дома од татко ти, дека тренираш борење. Како почна Шабан Трстена со целата, како се вроди љубовта кон борењето? Доаѓаш од сиромашна фамилија. Се почнуваме на почеток. Секој дете, ама секој дете има фантазија, има сон. Ние сме една сиромашна фамилија бевме, со 8 брача и една сестра. Кога викам многу сиромашна, тоа време, замисли. Мој брат тренираше борење тогаш, беше шампион на Југославија тогаш. Имаше медали само балкански и толку. А државни? Имаше државни, да. Беше државен првак. И толку. И еден ден, ушто талентот, движењето на еден дете се познава и во малата, како се однесува. Нашите малет како бил сиромашни ово, играње, детски нашите играња, сега нема такви играња. И ми гледа дека способно сум за све играња. Ја Шабан вика, брате викам, сакам да ти земам во борење. Ја дури опште не знаев. Што е борење? 87-ма, разбира, ова се случува. И отидав. Немав какво тренерки, не знам што е тренерки. Мора да ти кажам, беше ладно беше многу. Партизан во Чаир каде. Тамо првите кораци тамо бил во Партизан. И многу една мала сала беше тамо. И замисли се Ристо Таков уште е жив, еден од најпрвите што донесел борењето во Македонија, да. Уште жив, Бог да му даде уште здравје, има 90 и нешто години. Ристо Таков. И ме тера со еден борач да се борам, тој борач што бил 3-4 години пред мене. Види, 3-4 години. Еден прв пат иде тамо, да ме гледа движењето како сум. И одма приметил, зашто ти 4 години и не може да ме победиш одма, тоа е значил талент. Значи има нешто овде, има нешто овде. И приметил му кажал на брат ми, Марен вика, слушај, пази, ова твој брат ќе биде голем борач. Зашто тој не може да ме победи, мене 4 години тренира, а јас не можев. Се боревме една рунда и тука прекинал. И од тогаш, брат ми, дури татко ми не знаеше дека тренираме ние. Не знаеш и за брат ти не знаеш? Не знае ни за брат ми. Бог да го прости, мајка ми, нашите мајки бил златни. Секој мајка. Требаше немавме да менјавме мајци секој ден, како што менјал другите што имал услови.
требаше тие да ги суши или натре во шпоретот, каде се грееме, за утре. Да. Ама го криеше од татко ми. Разбе, зашто така ми беше против. Неверојатно, да. И така 3-4 години се криевме, татко без да знае. Кога идеме на такмичења, ево овде, и отиде со школа. Со школа. Така стално беше, го излажевме. А мајка ви знаеше и штитеше, така? Да, мајка ме знаеше, разбираш, мајка ме знаеше. Ние немавме телевизија да гледаме. Телевизија дојде 82-83, да. И како живеевте на фамилијата 9 деца? Како сестра ви со вас живееше со 8 браќа? Сестра ме најмлада беше, последна, разбираш ли, последна. Ја чувавте ја сам? Како да не. Тоа беше, види, ние бевме деца бевме, младе. После раснеме полека, разбираш ли. Само да кажам, многу тешко, види, после се смиравме, 84-та се смиравме со татко ми. Се смиравме кога ме дочекал во аеродром. Ова беше клучно за... Ова, да. И тука, да ви кажам, многу, 84-та, почнува, знаеш, као татко, вика ми, извини, сине, дури плачевме во аеродром, да ме опростиш, вика, сега сум гордост, ме направиш многу гордост ова. Тој не знае дека што е победник олимписки. Не знаеле нашите титули. Знаеш што ме интересира, дали тоа ти значеше поише од медалот? Како да не, бе, слушај, бе. Тоа е голем радост. Тоа е голем радост. Види, многу не знаеле татко ми, разбираш ли, да чита, да прочита, да пишува, а не знаеш што е титула светски, европско. Разбираш ли? Ама со овој зборува ми кажат, те се извинувам, да ме направиш халал, се викаме ние, да ме опростиш, вика, зашто не сум те дозволил, вика, ама ме направи многу гордо, сине, со ова што си направил, разбираш. Тука многу, тоа е, знае какво осеќање е, ало, а? Толку големи резултати, толку го свати на крај. Денеска, не, после се смираме, и тогаш, никогаш не дојде да ме виде. Еве, пред врата ако се борев, пошто јас се прфрлив во клубот на Лирија после. Да, после година дена отидав во Лирија. И никогаш не дојде да ме види. Ама никогаш. Дури ни браќа имам многу. Тој отиде за Франција и ме останала сам. Не дојде никогаш да ме вида. Денеска, стално го викам што рече ти фамилија на татковци. Тие се најголеми кривци. Најголеми кривци. Знаеш зашто го кажам јас? Стално кога ги видам, вие сте криви. Зашто детата не идат напред. Зашто еден дете, кога ќе се бори со некој, има страв. Психички има страв. Разбираш ли? Психички. Има страв што ќе правам, дали ќе го победам, дали ќе се борам, што ќе ми каже татко ми ова. А подобро да не идеш. А? Да. Еве, како е мој случај. А? Викам пред врата, никош не дојде бе. Ни една меч не го гледал. А? Ни чичко ми, никој бе, никој од моја. Све сам. И тука моја идеја, викам, татковци се криви. А? Зашто дават. Притисок, дури се бунат. Се скараат со судиите, се скараат со тренери, со ова. Пуштите слободно детото. Добро, вие поддржувате што треба, како треба, ама не да видите тамо, дури ние сме гледале како тепа, како удара, разбираш ли? Тоа е многу лош. Лош за детето, за другите деца. Вика, еве, татко те тепа, татко те ова, разбираш ли? Многу негативно е. Така осеќам, така размислам јас. Фала Богу, ја не сум имал, ама сум гледал и другите. Ја мене се случува многу пати. Имаше ли во ваше време такви работи? Мислам, други деца? Има, како има, некој што дозволи. Не беше сите татковци што му забране. Имаше многу што вака, еве, ова сака да го кажам. Имаше што јас сум победен многу браќа. Сум победен првиот, вториот, третиот и сега најголемиот сака да зема одмазда. Зашто сега поголем?
Зборувам за кога бевме пионери, младици за ова. Ама не може бе ти така мислеле. Разбира зашто е голем и ќе ме победи, зашто сум победил другите. Ама кога дојде Уструњаче, све е друго. Тамо све друг свет. Уструњача нема како надвор што се изборувал. Кога дојде Уструњаче, сум го победил за 1 минута и пол. Не може ни А, ни Б да кажува. Значи, ништо нема пофалба од лажна патриотизам. Од лажна, што ја ќе го победам. Сега ќе видиш што ќе правиме. Не, за да го победиш треба многу да работиш. За да останеш шампион треба многу труд. Мене за ова 25 години, верувај. 25 години. Колку под? Може еден базен сум го напунил. Олимписки? Мислам 25 години. 20. Еден базен, рачунај. 3 пати по ден, по 3 килограми на ден сум скинал. Нека рачунат овие експертите што се водел. Ке видите. Ама секој ден. Дури има време што сум трчал, Бог да го прости, и тој покойниот Джелеа Зелчири се вика, у 12 носна сум трчал. У 12, у 2, тој со точак, пошто сум бил млад, се плашав сам да трчам на носа, тој со точак ме прати. Сега во ова улица Светан Димов, до тамо кај сега се вртам, 6 километри беше кругот. Сега не можеш да пројдеш до носна од коли, од автомобили, да. Од автомобили. Зашто? Стана тука као Хонг-Конг. Цела Македонија, цела Скопје ида таму да јадат, ресторанти, разбираш ли? Цело не можат. Значи цело време на диско или на било кај бил и аде тука. Не може да пројде сега. Тоа време беше друго беше. Немаше ништо отворен, све затворен. И така дека шампион не се станува со дискотеки и кафеа ни не може. Ја не знам што е дискотека. Кога моите генерација иделе, ти си трчал на Цветан Димов. Јас сум трчал. Кога се вратиле, пак се трчал. Пак си трчал. Да. Ама сам. Не ми кажал мене никој. Треба и сам да жртвувате. Деца, немој да гледате само со еден тренинг, ќе бидете шампион. Заборавате тоа. Биде светски шампиони, големи шампиони, све излезеле на вакви услови. На вакви услови. Зборувавме за тешкото детство, дека си растел во Извини, само ова што кажувам. Ја не сакам да се врати тоа време кога не сме имале. Не дај Боже, разбираш ли? Не дај Боже. Сега имате могуćност. Имате могуćност да давате, да жртвувате, барам да покушувате да постигнете, да дојде до олимписка норма, а не со валдкартеве. Ме интересира една твоја анегдота од детството, дека на заедничкиот телевизор што би бил во мало си гледал борбите на Мухамед Али. Дали тоа беше причината да се занимаваш со некои борешки спорти, дали беше твој идол Мухамед Али? Кај си пратил сега, браво, што вака свака час. Продукцијата работи добро, имам добар тим околу мене. Свака час, браво. Види сега, свано мојата историја не може да се раскажува за еден сат. Да ти кажам право, ја не сум ни за еден ден, ни за месец, ни за година дена. И што викаш, ова беше крив. 76-та, немавме телевизор. Реков пред 82-та, почнува првата телевизор. Тогаш уште не бе борач. Ама Мухамед Али беше идол на сите. На сите беше. И немаме кај да гледавме. У 2 ночна, 3 ночна. Беше една кафаната. Сега не постои тоа кафаната, го рушиле. И тамо, на тоа кафана имаше телевизор. Ама на тоа кафана седеше повише ове што пијат алкохол. Да не кажам сега пијаници, разбираш. И преко надвор гледавме. Неколку деца, не све, неколку деца.
И уживавме. Замисли бе, преку прозор се гледаш ти твој идол, Муамед Али. Да. И така ми беше прво осеќување. Сите ние што бевме тамо, некој сака фудбалер, некој боксер, некој, мислам, карате, тогаш Брусли, нели беше и тоа времето, да. Гледавте филмови со Брусли? Да, гледавме, ама немавме ние. Не треба да отидеме некој друга комшија што има. Разбираш ли, да. И ја викам, сакам, јас ќе бидам Муамед Али. Разбираш ли, така децата беа. И види, стварно, сонував со Муамед Али. И после година дена ми дојде овој брат ми што реков, 77-ма, вака. И до тогаш ми беше сонот како Муамед Али. И кога тренирав јас, тренирав со сонот Муамед Али. Размислив како ги дигна раците, како се бори, како ова. Јас само еднаш не успев да направам како Муамед Али. Сега ќе кажам прв пат у живот ќе го кажам, еве, кај вас. Све, значи, направив, што направив, како дигнал, затоа имам една и слика, разбираш ли, изворедна, како дигнал Муамед Али. Не може да го направив, зашто Муамед Али и се молеше пред борбите, направише, се молеше на Бога. Тоа не може да го направив јас. Зашто не сме на... Не смеев, не можев да го направив, зашто не бев сигурен дали ќе победам. Дали ќе. Разбираш, еве прв пат го кажувам. Значи све што направиле Муамед Али, јас ги направив. Како се радува, како се дигна, за ова. Значи освоев сонот, и све така е. Ама ово не може да го направи пред такмичење, он се молеше, нели? Не знам дали памтите или гледал, се моли на ринг. Не, ја не памтам сигурно, али сум гледал. Да, сум гледал и ги знам фотографиите. И прави молба, се моли на Бога. И тоа не може да го направи. Не беше толку сигурен во себе. Зашто, види сега, ти да молиш Бога, он беше оптимист дека ќе победи. Беше класа, разбираш ли. И јас, мој живот све со асови, све со шампиони. И сега, знаеш ли, да правиш амин и да губиш, знаеш ли, тука ми беше многу криво. Може ќе кажете, еве, каде е твој Бог, зашто не те помогне ова. Ама, еве, без обзир, не сум го направил тоа, ама успев да ги победам сите. Сите. И тоа ми беше, што сам прв пат го зборувам ова. Значи, не бев сигурен и не сега да го страмив Бога, разбираш ли, Бога не сакав да го страмив Бога, ако го направив амин и да губам. Затоа, види, замислите, мислив и за Бога да не го страмам. А камо да ги страмам нацијата, фамилијата, ова. Затоа, можете секој ова да го направите. Секој, ама секој. Само да имате воля, да имате срце. Срце и работа многу. Да, без работа не може. Види, и вие што го работите со љубов. Со љубов. Сабале станувате, види, да. Робате, види колку камера, колку ова е труд. Ова е труд. Не само вие. Секој во планета што сага да постигне, мора да жртвува. Мора. Денеска има технологија, види се, светот се промени. Како се промени светот? Со работа, со нова технологија. Да размисли една технологија, тој студирал, направил колку варијанти, колку експерт. Исто во спортот. Иде спортот напред. Сега има многу изворедно. Сега дури уште полесно е. Види, во џудо, например, со една акција завршува. Јас сум рачунал, моите 7 борби на Олимписки игри ми требаше 45 минути. Џудо, со 3 победа, за 3 минути олимписки шампион. Бокс. Добре, џудото кога се израмнете меѓу себе, финалните мечеви знаат да се одолжат, да траат. Некој со една акција 20 секунди завршува. 20 секунди. Кај нас нема тоа. Разбира, во бокс имаш 3 борби до медал.
Разбира, на светско, на Олимпијада. На Олимпијада. Да. Борењето е исто така. Многу лесно. Тогаш требаше 3 дена да има мерење, 3 дена. Ти си скинал, видиме деца, ја прво, пред да дојдам за ове 17 медали, ја прво сум жртвувал себе. Видиш ли, не може да стигнам да кажам све поред. 12 кила сум скинал од моето тело, бе. Замисли, бе, колко е тешко, бе, луѓе. Еден млад момче, спортист, Олимписки игри е парадис. Знаеш што е парадис, ало, немогуче. Имаш јадење, пиење 24 сати. Ови што бил, знаеш што е како. Сакаш. И ти си тамо, ти гледаш, а не можеш да јадеш. Зашто мора да држиш тежината. Не можеш да јадеш, не можеш да пиеш тоа што се луксус тамо, бе. Што жими Господ. Ние не сме ги виделе тие што има тамо. Не сме виделе тука. И жртвуваш, до кога ќе дојде времето да се мери. И после мерење пак не можеш да јадеш. Ако губиш, ти јадеш, слободен си. Готово. Ама јас стално сум бил победник. Стално сум жртвувал 3 дена до медалот. Значи, секој ден се мериш. И не можеш да јадеш пак. Пак мора да биде на тој 1 грам, не може да имаш повише. Имаше ли... Да, значи, колку тешко, многу пати ова мора да знаете ова. Колку, види, ние учествуваме една фамилија во Олимпијада. Ама има разни спортови. Некој нема тоа жртвување со килажа. Например, фудбал, кошарка, тие други немат. Немат ова што жртвуваме ние. Многу пати мене ме се случува во сауна. Сауна влегуваш. Тие што има 700 грами, знаеш ли, зашто не сакам да трошам многу енергија, да трчам сега сат и пол за 70 грами и сега влегувам у сауна со шушкаваци, со ова, разбираш, што побрзо, зашто имаш у 7 имаш последна мерење на вечер. Да. И замисли сега, многу пати пред мене влегуваат масери да го масират противникот, русинат, бугаринат, турци. Пред мене, пред очи, масират него да му е леснат телото. А мене кој ме е масира? Колка е голема разлика? Какви услови ли имали тие? Масажи, масажи влегуваат, да му е леснат телото. А утре тој ќе се бори со мене. Се случувале ли измами на тие мерења? Како? Да поминува некој со повеќе килограми? Нема шанси. Не знам, например, ете американецот домаќини едно да пробаат. Теоретски шанс, нема шанс. Нема шанс. Нема теоретски шанси. Пошто имам слушано, ама добро, тоа е за наше ниво, дека многу ги пуштаат. Нема теоретски шанси, таму е, знаеш ли, например, еве, јас, ние шампиони, таму се наши тренери, таму се гледа. Сите гледаат, сите тренери гледаат. Кај мене, замисли, еден пат вака, 88 се случува у Манчестер Европско првенство. Во тоа спортска сала кај беше, немаше сауна. Немаше сауна. Кога завршев, за бронзен медал се борев тогаш. И немаше сауна, а има 800 грами има повише. Да. И што да правим сега? Немаше време многу. Ти не можеш да скинеш за пола сат тие, зашто твоето тело е веќе трошен. Нема што. И специјална полицајци, специјални, отидевме на еден отел. Тука ме помогна Димко, Трајче ми помогнал. И отидевме тамо во сауна. Специјален полицајец, со пратење. И отидевме тамо и бом, скинав за 20-30 минути, скинав, знаеш, но, значи 30 минути ти си нон-стоп движење. На 140 температурата, замисли бе, ало, Само да не губиш, ако не скинеш, губиш тие победите што си победе, 3-4 победи, губиш медалата. И сега тие турците се борев со Турција за бронзен медал. Се молат Бога, не дај Боже да кине, разбираш. Ако не кинам, тој ќе стане медалист бронзен. И точно отидевме на време, 5 минути, 10 минути, пак со полицајци назад. Тама,
све, знаеш ли, гол. Ако сега промашиш, имаш, зашто два пати немаш право. Ова беше последен. Последно мерење. Да. Ако сега имаш малец 1 грам повише, готово. Готово. Сите те гледат, разбираш ли? Точно, Господ сагале, точно, ама не иде ни горе, ни на средина. Не, после излева со Турција го победив. Само да кажам, нема шанси, разбираш ли? Зашто гледат, да. Ама колку е тешко, сакам да ви кажам, разбираш ли? Дека многу труд, многу жртвување, ама за тоа ви кажам уште еднаш, жими Господ, кој верува во Господ. Ако си спреман, не може кој има да ти запре твојата победа, твој труд, да освоиш све ова. А ние можеме. Добро, сега сите викаат дека сите не мразат, дека судии се против нас, дека... Пак, Боже, наравно дека не мрзат. Ама кога си ти, види сега, во светот, ако си ти, ние немаме шанси да дојдеме Да сме еднакви. еднакви, немаме, разбираш ли? Ти да си вака, јас сум сигурен. Дека никој нема не мрази, пошто мислиме, мајка, туку има дури- пак медали, да, има. Нема, разбираш ли, нема. Ама ако ти не се трудиш, губиш по 10 разлика, по 5, не се трудиш ништо, наравно дека... Шаман, зошто го имаме тој комплекс на пониска вредност? Ете, ти што викаш, ти си верувал дека секој можеш да победиш, не е битно дали е русин, американец, што сака нека биде. Зошто не веруваме ко прво самите во себе Не како знам, бе, нација? види, јас... Секад нас некој не слушај, мрази, секад ние имаме некои проблеми, секад не можеме ние. Зошто така размислуваме? Види се, не сум ја натрешни сега, еве, ме прашува зашто Трстена не е во федерација, зашто не е во борењето. Верувај, единствен спортист во цела Македонија. Јас сум единствен што не сум имал никогаш да имам во раце власт. Ни да бидам тренер, ни да бидам селектор, ни да бидам нешто, ама никогаш. И тука се чудам и јас, разбираш, зашто не сум јас као овие што мислеле само за себе, што мисле само да крадат, да прават, да уживат со туѓе пари, со туѓе на подот, а? И затоа не сум јас во тоа група, а? Тотално се разликувам со мојата душа. Ја не знам да земам нешто туѓе, да ставам во мој джеп. У живот не сум го направил. У живот. Верувај, у живот не знам. А овие така уживат. А? Реков пред малце, уживат, брате, помогнат министр, помогнат спонзори, помогнат, све помогнат. Нема што не помогнат. А? Опреме, еве, преметите на опреме, преметите тренерки. Еве, било кој екипа во Македонија. А? И успеси пак нема. Има да бираш како сакаш, а успесите за нигде. Еве, анализирате, еве, вие спортски новинари, анализирате оваа тема. А? Многу пати е зборувано и секогаш доаѓаме на истото. Веројатно и недостиг на квалитетни кадри, тоа е најголемиот. Нема, види се, сите имат, сите балканците имат. Реков, Србите, Косово, Хрватите, Словенците, бе. Кај имат словенците ракомет порано, бе. Кај имат порано на бившата Југославија. Сега сила, а? Кошарка исто. Кошарка. Значи, некој вика, тоа е делот на Југославија. Не, бе, нема врска, бе. Еве, борењето делот на Југославија. Зашто не идеме напред? Зашто не идеме напред? А? Ако не работиш, обште, види во борењето, паднал многу дедерци, знај кој бил дедерци порано? После русите дедерци дојделе. Кај се германците? Значи не работат. Не работат, А? да. Паднал. Кај се руманците? Кај се Унгарија? Бугарија, еве замисли Бугарија. Во борење Бугарија. Од 200 што има светски европски прваци, нема ниеден. Со руси сега се пофалат. А? Па не, тоа стана многу, еве, Значи, и србите и ако- бугарите, руси се носат многу, па и ние тука во борење нас. Да, мислам... Во последните да, војни руси настапуваат. Нема, ние, затоа викам... Егоров, Нуров, сите Затоа тие. викам, не, јас све уредо. Ама јас сум повише за македонски спортисти. Ама на крајот лесно Не е може ние да се натурализира. не може, слушај, не може ние да се гордеме со готово спортисти. Ве молам, а? Дури сега еве и Албанија земал, сите земале. И после какво гордост бе. Тоа треба да видиме срам бе.
Значи, цела нација, 2 милиони, не сме способни да правиме еден спортист. Да се вратиме на твоите почетоци, Насев го запознаваш на 15 години. Започнува вашата соработка и пред се пријателство, би рекол. Дали Насев е еден од најголемите виновници за тоа што е Шабан Трстенец? Како да не бе? Па без него и Ајру Синане јас не бе да бев. Ние зборуваме све ова, видиш ли? Све ова. Сега ќе кажам тоа, зашто се тие најголеми визионери, ало, што мислеле. Реков јас, нели, пионер, шампион и за кадети, за младинци. Тој, заедно со мој тренер Ајру Синане, никош не ме носил мене на светско првенство за младинци. Никогаш. А ја може да бидам 4 пати светски првак. 83-та, 84-та, 85-та, 20 години. 4 пати светски првак, без проблеми. Ама без проблеми. Ја ги растурам за сеньори, камо за младинци. Никош не ме носил, само еднаш на Европско првенство за младинци, 82-та. И тука не ме носил више. Зашто? Прашаме се, зашто не те носи сега? Знаеш ли? Зашто? Целта било сениорскиот медал, не било да освојуваш на детски турнири. Браво. Тоа беше целот, викам. Шампионе, викам. Ние не сакаме да те носиме, викам, за младинци. Не сакаме, викам, да те слимат, да те анализират ове светските да те гледаат како работиш и се. Каде ми е слабост, каде ми е најака на ово, вика. Најбитно, викам, за нас, за сеньори. За сеньори. Замисли, ало, ние се радуваме за пионери. Идат и министри, идат и не знам, цела држава на нозе го дочекал со признание, со пари, со ово, знаеш, за пионери, ало. За пионери. А замисли ове, 4 пати не ме носим. Зашто историјата се пишува кај сеньори. Све уредо, пионери, кадети, младенци. Ама историјата е... Знае колку имаме ние шампиони за младенци? Кај се тие? Аде, кажи ме, кај се тие? Почнеме ги набројуваме во сите спортови. Аде, ве молам, сите спортови. Може и веле сила ќе излеземе, но не е важно. Не е важно тоа, на крај важно е кога ќе дое сениорското, се друго е подготовка претходно. Се друго е подготовка, ние тука може би ја грешиме премногу. Тука ние, не грешка, најголема грешка. Не грешка, најголема грешка. А дали до значење доаѓа тоа што во тие пионерски категории се гледа талентот, а после кога треба работата, тренерска работа и тука губиме пошто немаме тренери. Сите викаат, абе талент 100%, абе не, талент е 1%. Се друга работа. Сите викаат вака, не, немој да го лажете децата. 1%, друго све. Ја пишува веднаш, викам, ја му благодарам на Господ, го молам Господ, само здраве да ми даде. Само здраве. Друго е моја работа. Разбираш ли? Го молам Господ, само здраве да ми даде. Друго е моја работа. Другото се до тебе. 84-та на Олимпијадата во Лос Анџелес имало и доста македонски спортисти како дел од репрезентацијата на Југославија. Имаше ли дружба меѓу вас таму и знаеш што ме интересира друго? Како е возможно само на тие едни игри Македонија да има освоено, македонски спортисти да имаат освоено 5 медали, Милко Ѓуровски тука и останати, Ангеловска, Реджеповски, ако не се лажам така. А од осамостојувањето овие 34 години Македонија има само 2 медали, ти би рекол еден, но ајде добро, пишан ни тој вториот. Како е возможно толку да си имаме изгубено самите со себе и да го имаме изгубено спортот? Ме разбиравте што кажа пред малце, дека во тоа време се работеше озбилно. Имавме љубов, имавме срце, дадевме све. Дадевме све, само да постигнеме. Имаше ли дружба и поддршка меѓу вас? Види, наравно дека имавме, разбираш, а немавме контакт, зашто во други сали, во други ово. Делови од градот. Ама, замисли тоа време, 5 македонски спортисти. Во една, од ова држава. 5 имавме, ало.
ги спомнавте имења, веќе да не ги спомнат. И се враќаме, сите овие се враќаме со медали. Најбогата, најуспешна успеси Олимпијада беше од кога постоја Југославија, од почеток до тоа година со 19 медали. Со 19 медали. И значи од тие 19 медали се 5 од Македонија. Како да не беше гордост, бе, молим те. Аде кажеме, значи на сите спортен ниво работеле. Немаше тоа време, немаше сали. Каде, кале? Повише и немаше ни ова парно. Ама ние не жалевме. Не жалевме. Реков пред Маца и Боренето, Сарај, какво хотел бе? Какво бакрач бе? Немаше услови како сега што има други хотели. Услови неверојатно. И сега ме прашуваш од 35 години Македонија. Ние треба да се срамеме. Не сме стигнали. Да се срамеме, свано да се срамеме, зашто даделе, реков да не ги спомнам пак, имат услови, имат пари, имат све, бе, брате. Не знам што му фали. Не знам што му фали. Каже, прашај спортистите, ајде, прашај тие тренери. А вика, нема пари. Зашто лажете, бе? Нели земаш, бе, од општина пари? Нели земаш од агенција, бе? Нели земаш од спонзори, бе? Од каде ове турнири што организирате, луксус турнири? Од каде ви е парите? Со признање, 100 признања. 100 признање му даде на цела публика, на цела сала. Цела сала признање. Од каде тие пари? Кога сме на тема признанието и самиот спомна, овој медал 84-та ти донеси друго големо признание, тој е најдобар спортист на Југославија и тоа во конкуренција со Дражен Петровиќ, Светлана Китич, Бојан Крижај. Како се чувствуваше тогаш ти кога прими тоа признание и како гледаш сега 40 години подоцна? 40 ме прашуваш, некој праша, сега ме размислував. Дури ја не знам што беше прогласение, не спатив. Жими мајката. Дури во Олимпијада во Лос Анџелес се зборува. Не. Од тогаш тамо уште тамо се зборува кој ќе биде спортист во Југославија. А ти појма немаш што е работата. Немам, Бога, какво признание? Какво признание. Опште, од тамо, разбираш ли? Ама јас кога го освоев, јас сум последен го освоев олимписки медал. И од тамо се зборува кој ќе биде сега Љубек, ќе биде ова, ќе биде. Опште немам идеја јас дека ќе бидам јас спортист. Немав опште идеја. Види се, го спомнуваш тоа. Кога имаш тие резултати, кога имаш на дело, кога имаш големи резултати, не може никој да те направи неправда. Не може, без обзир кој си, што си, кој националитет си. Се зборува резултати. Замисли, најуспешен во историјата во Југославија. Тоа година беше. Кој ќе мислише еден дете од сиромашна мала, што нема ни живење, ни ништо нема, да разбираш ли, да биде прогласен спортист Југославија. И денеска да ти кажам, не можам да размислам. И знаеш што ми даде спортист Југославија? Поклон, освен тоа што беше... Букет, не знам. Не, спортска тачна. Спортска тачна. Спортска тачна. Баш кај го најавам сега, овие денови. Да, спортски. Дали се нервирав? Не. Не се нервирав. Не се нервирав. Дали ми интересираше мене? Што ми даде, што не ми даде? Сигурно не. Јас ќе идам, ќе продолжам пак. Не се откажам. И колку медали од Олимпијада земав? Еве, од ова. Уште 10. Да? Затоа, волята е повише од богатството што ти дава. Свано мене ништо не ми даде. Ништо. Мене, еве, олимписки победник. Дојдеш во твојата земја, е најголема радост да еден спортист. Најголема радост. Ништо повеќе не потреба. Нема повеќе. 20 души ме дочека. Повише делот од мојата фамилија. Се нервирав? Не.
Не, можев да се откажав. Може. Викам, да бегам јас како што бегам. Не, ќе останувам. Мојата желба беше да стигнам што повеќе. Затоа викам, може некој, што еве ово што зборувам, некој ќе кажува браво, бе, свака му част, некој ќе ме вреđа, ќе зборува нешто. Добре, имате право и да ме вреđа, ама да бидете љубоморен. Ама бидете љубоморен на моите резултати. Бидете бе љубоморен на моите резултати. Сакаме да постигнам. Што рекол на после, не мора да идете у Русија, како што ја видов таму. Еве тука, земете на пример мене. Немој да бидете љубоморен на мој под. Тука треба да бидете. На резултати, на под што ја дадав све. Секој може. Мене ме тера. Кажав јас, мене ме тера само зашто рекол дека има среќа што не бил русите. Не биле русите. И ја докажав дека не е така. Дека не е до русите само. Не е само до русите. 96-та година Шабан Трстина настапува и за независна Македонија на Олимписки игри. Пето место на крајот за малку ти победнал медалот. Криво ли ти е што не успеа да донесеш медал и за независна Македонија? Во животот Роберт не прате. Ама сега не сликаш, Роберт. Види се, во животот, мој живот, спортски живот, само две ме болат во срцето. Две работи? Две работи. Еднаш ми беше 85-та на Европско првенство во Лајпциг. Европско првенство, Лајпциг, финале. Зашто 80, јас 82-та, 83-та, 84-та бев европски првак. Да. И 85-та во финале со бугаринот. Замисли, последна секунда изгубев. Последна секунда. Водев 6-5. Јас водев 6-5. Уште 10 секунди. Уште 10 секунди. Понекогаш, затоа Насам не беше тука, беше во Кина. Затоа понекогаш и улогите играат и тренерите, колку се визионери, колку се паметни. Последни секунди ми рекол, треба да нападам, зашто имавме јавна двојца. Трета јавна добиеш, дисквалификација добиеш. И јас влегував погрешен, знаеш ли, зафат и ме земал бот и заврши 6-7. Тогаш беше кој земал последен бот, тој станува победник. А 96-та? Нема полош, затоа викам борите до последна секунда, стално. Нема полош, наравно, некој ќе се радува, како што се радува. За нас беше болка. Да, второто беше 86-та, што рече, 96-та. Види и тука, не случај што реков, ја немав среќа. Сега тука, каква среќа, баде? Кажете, молим те. Еве, земете, влезите, еве, книгата пишува све, мојата биографија. Првото коло, знаеш кој ме падна? Еве, знаеш година, знаеш кој ме падна? Не знаеш. Само знаеш дека учествував. Прво коло, олимписки победник, кубанецот. Од 92-та, олимпискиот победник, кубанецот. Калцрон. Прво коло, олимписки победник и светски првак. 2 титули. Ова не среќа. Ама види да кажам, ова беше друга категорија, 57. Не беше мојата категорија. Ама па кога си спреман, кога сакаш, кога се бориш, верувај и него го победив. Да победиш на олимписки победник и не е твоја категорија, светот се чуди. Леле, се врати Трстена колку после 5 години. Зашто 91-а ја отидав, се растури више ова, знаете како е ситуација на историјата на Југославија, и ја отидав за Германија и после се врати, после 5 години се врати прв пат да се борам за Македонија. И го победив. Сите другите се чудат, дури се плашат. Да, се плашат. Победив уште 3 борачи и за полафинале, ова тука ме боли многу. Тука ме боли и денеска.
и затоа не сакам да дискутирам многу Многу на оваа на тема. тема. Да. Ме боли, знаеш што ме боли? Ова не е турнир, ова не е европско, ова не е светско, ова е олимпијада. Мојата чиста борба. Тогаш беше 3-3 кој мора да земаше бод. Еден имаше до Кој прв земе бод, тој победува. Да, победа. Продолжение. Завршува продолжение кој ќе зема бод. И беше акцијата. Јас имав тоа среќа, го фатив за нога директно на леđа. И тука беше неправда судиите. Казна ти дада. Не казна. Него му дада 3 бода, мене 2. Прво на него 3, после мене 2. И таму се знае дека така е правилата, кој зема прв и тој е победник. И тука на комисија тогаш Олимписки комитет, ама Чивлиганец платил $3,000 За жалба. за жалба. Жалбата не е као денеска. Денеска се гледа на јавност. Ако имаш, се гледа на јавност и Цел публика, свет, да. И порано беше жалба во специјална кабинет и се бират судиите, да. И тука наравно дека американците тука вриеше многу, зашто да отидав ја во финале без проблеми ќе останав олимписки победник. Ама без проблеми. Да? И дека се плашиле дека ако влезем нема да биде. Види, и спортот е политика. Само да владат што повише. Да? Да. И тука американците има сила, не? И тоа ми е жал да бев јас во финале, значи, види, као русин ќе останав. 84-та, 88 и 96-та ќе бев 3 пати олимписки победник. Ама не се жалам, така е спортот. Некој се радува, некој тагува. Пак мојата спортска историја е богатство. Ова богатство нека гледа сега да продолжуваат овие младите спортисти што го имаме, а имаме. Само треба да не се откажуваат кога ќе стигнат да стигнат големи резултати. Тука и монографијата Патот на олимпискиот шампион со нас денеска. Ме интересира само накратко како дојде до таа идеја да се направи нешто што опишува твојата биографија. Да ви кажам сега ова, како дојде идејата. Ова опште не беше мојата идеја. Ама опште не беше. Идејата беше на мој син. Мој син Илир имаше 19 години. И ме купил една диктафон. Знаете тие диктафони за новинари, за ова што прашуват порано, да. Првиот поклон ми го купил. Дури јас отворил на Александар Палас, има 500 гости имав таму, со овој збор, дека ја не бе поканев овој пат. И ме купил првиот поклон. И го чувам тоа мој живот, ќе го чувам тоа. Вика, тато, еден поклон имам за вас. И го отворив. Као татко, сите што имаме деца, знаме што значи еден поклон од син. Кога гледам диктафон, абе, сине, викам, фала многу, викам, што си разбив, викам. Ја те личам спортски новинар, да идам интервју. Да, тато, вика, ти ќе бидеш спортски новинар за себе. Ти овде ќе раскажуваш својата историја, тато. Јас сакам книга да ти направам. Види сега он е 34 години раснал. Како може еден дете да ме прави мене книгата? Како може да дојде до тука? Вика, тато, ти само зборувај цел живот. Ден и ноќ, и кога ќе спиеш, ќе тегнува, стани, зборувај, разбираш ти. И така дојде, верувај, така дојде, не знам колку денови, месеци, разбираш ти, зборував, све што ме се случува во животот го направив. Да. И тоа беше, стварно, кажем, идејата. И за жал, ова еве вече 10 години, сега го направивме втората, како се вика,
вториот издање, да. Една благодарност до еден мој пријател, што он беше иницијатор да се прави втората, уште 150 страни од 2016 кога излезе, сега се додава уште 150. Он првпат, кога кажувам првпат, некој што не го познава се интересираше да финансира книгата сам. Сам. И така дојде до ова книгата еден благодарност. Затоа викам, никогаш не сум прузел од раката на никој. Овој човек беше сам интересирал, пријателот на Роберт. Не го познавам уопште ни една кафе. Имаме ние и такви луѓе што те поштуват, што пратат, што сака да ти помогнат. И пишува и радосни, и таги, и свеве што ме случува во мој живот. За жал, ова книгата уште не го направивме на македонски јазик. Веројатно некој ќе размисли да го направи, да го потврди ова. Значи, ние спортисти, ова требаше држава да направи, државата да размисли. Не, гледам сега почнува и другите да направат, ама ова треба нашата држава да прават. Која може да трошат милиони и милиарди, не може да трошат за 20.000 за една историја, што дадевме многу труд, што жртвувавме за ова, и треба, на секој треба да направи. Тие што не државни прваци, тие што постигнале големи резултати. И ова го направив сам. На почеток беше све сам, со мој посел ова. Така е животот на еден спортист. 2 пати пишуваме историја. 2 пати. Еднаш на Мегдан, на спортски арени, и вториот пат треба, еве, ја не сум писател. Остаиш на лисати. Треба да пишуваме. Ама тоа е, знаеш зашто е добро што го пишував? Добре и гордо сум што не му ставев на раката на еден друг да пишува мојата историја. Ни политичари, ни некој писатели, ни никој, него сам. Сам делот на ова, не некој како ќе му одговори да пишува. Не, затоа викам, ова така дојде до идејата, треба да пишуваме. Книгата е богатство. Ние еден ден ќе бегаме од тука, ќе остануваат сликите, ќе остануваат медалите, ќе останува, ама и книгата ќе останува. Шампионе, да си ми жив и здрав уште многу години, да се гледаме уште добро. Ти благодарам што ми направи голема чест денеска што беше тука со мене. Мислам дека убаво си помуабетивме, кажавме некои нови работи кои што не беа досега кажани, и се надевам дека ќе се видиме во некоја друга. Фала многу и свака ве част и на вас. Вие сте една екипа професионални што коректно ги информирате нашите гледалци што се случува во спортот. Такви треба да бидете и другите. И другите да продолжат како вие, една прилетна екипа сте, што се најгледана и најчитана во Македонија и пошироко. Зашто? Зашто сте коректни. Не правите лице, не правите да кажете од ништо, направите големо. Сте супер. Така да продолжите, така да држите ова темпо, да информирате ова нашата македонски гледачи што интересира за спортот. Фала многу. Ти благодарам за убавите зборови. Јас ви благодарам и на вас што не гледавте и вечерва. Имајте убава ноќ. Се надевам дека во следните емисии ќе имаме нови интересни гости као што е Шабан. Лайк, шер, сабскрајб на нашиот канал. Коментирајте кој би сакале да го видите следен гостин во подкастот Пресинг. Коментирајте што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа нас. Тука на крај само ќе ви порачам лека ноќ и пријатно.